Добро вечер, почитувани гледачи. Во последното издание на Дневникот ќе гледате. Во полициската акција Молња уапсени 7 лица, помагачи и соработници на терористите од дива населба. Во Куршумлијан се одбележаа 20 години дипломатски односи со 19 држави. Абас побара меѓународна интервенција за спречување нова војна на Блискиот Исток. ФИФА со суспендија за Кику од Јужна Африка. За повеќе информации бидете со нас и по рекламите. Го следите последното издание на Дневникот. Добро вечер. Министерството за внатрешни работи утрово ја спроведе акцијата Молња, во која уапсени се 7 лица од селата Отлја, Бреста, Рачиново и Матејче, помагачи и соработници на вооружената група која ги изврши нападите во Диво населје, но и во Гошинце. Извршени се претреси во домовите. Акцијата е спроведена брзо и ефикасно, без какви било инциденти. Пронајдени се голем број предмети кои ќе бидат предмет на понатамошна истрага. Уапсени се 7 лица од селата Отлја, Бреста, Рачиново и Матејче во полициската акција Молња, што утрово во Кумановско-Скопскиот регион ја спроведе МВР, а која има за цел разоткривање на мрежата соработници и помагачи на криминално-терористичката група, која беше стационирана во Диво населје, како и нивна вмешаност во претходниот напад на полициската станица Гошинца. МВР денеска соопшти дека акцијата се спровела по наредба на надлежен јавен обвинител и дека при реализирањето на акцијата не се регистрирани инциденти. Лицата ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка при Основен суд 1 во Скопје. Осомничените ја помагале и ги прикривале делата на криминално-терористичката група во Диво населје. Освен помагањето на криминално-терористичката група од Диво населје, еден од осомничените имало обиди во текот на полициската акција да мобилизира помлади лица и со таа група да изврши напади во Скопје, да ја дефокусира полицијата и да ја намали нејзината сила во напорите за совладување на вооружената група во Куманово. Станува збор за 7 лица на возраст од 20 до 74 години, од кои 3 се од Кумановското село Отлја, 2 од Скопско Брест и по едно од Рачиново и Матејче. Сите 7 се осомничени за извршување на кривични дела, терористичка организација по член 394а и тероризам по член 394б. Во врска со член 24 од Кривичниот закон односно помагање. Од страна на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија врз основа на судски наредби за претрес на дом и други простори извршени се претреси на 5 локации, тоа 2 локации во село Отлја, 2 во село Брест и 1 локација во село Матејче. При претресите пронајдени се карти на Голема Албанија, униформи на УЧК, 13 телефонски апарати, 1 автоматска пушка, 7 рамки за автоматска пушка, 127 куршуми, 7,62 мм, 2 ловни пушки, 1 гасен пиштол, машина за полнење патрони, сачми, околу 60 патрони, 2 испукани патрони, 2 детектори за метал, мапи и ВХС касети, лисици за врзување, 1400 евра, 45 куршуми, 7,9 мм, фотографии со припадници на УЧК, оптички нишан и други предмети и траги кои што ќе бидат предадени на надлежниот јавен обвинител. Поголемиот дел од осомничените веќе се познати на полицијата и против нив во повеќе наврати се поднесувани разни кривични пријави, за кои им се изрекувани затворски казни од надлежните судови. Управата за јавни приходи соопшти дека отсега граѓаните можат да ги плаќаат даноците преку интернет со Виза, Маестро и Мастеркард без готовинска картичка. Единствено што треба да направат е да се регистрираат и да креираат кориснички профил на електронскиот сервис плаќање на даноци. Освен тоа, граѓанинот може да врши преглед и во секое време да има увид во состојбата на даночните долгови. Управата за јавни приходи преку услугата плаќање на даноци овозможува да заштедите време, да ги избегнете каматите за задоцнето плаќање и како даночен обврзник физичко лице да вршите онлайн преглед и плаќање на вашите даночни долгови за персонален данок, данок на додадена вредност и радиодифузна такса.
Плаќате даноци преку интернет со вашата Visa, Maestro и Mastercard безготовинска картичка. Единствено што треба да направите е да се регистрирате и да креирате ваш кориснички профил на електронскиот сервис е-плаќање на даноци. Новата електронска услуга на Управата за јавни приходи е-плаќање на даноци овозможува секој граѓанин да врши онлайн плаќање на персонален данок, данок на додадена вредност и радиодифузна такса. Регистрацијата на е-плаќање на даноци е бесплатна. Покрај електронско плаќање на даноци со регистрацијата и користењето на оваа услуга, граѓанинот може да врши преглед во секое време, да има увид во состојбата на даночните долгови. Новата услуга за интернет плаќање на даноци е автоматски возможена за 23.328 даночни обврзници. Кумановското здружение на слепи лица како член на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија го одбележува светскиот ден на белиот стап кој од Обединетите нации е признат како символ на слепите лица зашто им возможува поголема мобилност и учество во заедницата. Здружение на слепи лица Куманово го одбележува светскиот ден на белиот стап кој од Обединетите нации е признат како символ на слепите лица, зашто им возможува поголема мобилност и учество во заедницата. По тој повод Сојузот на слепи лица Куманово организираше заедничко дружење со лицата од здруженијата, во кој побараа да се укинат сите облици на дискриминација кон слепите лица во сите сфери на општеството, како достапност на физичкото опкружување, приспособеност на јавниот превоз, соодветна примена на новите ИТ технологии, пристап до едукација, вработување, екзистенција. За овој ден организираме по повод денот меѓународни шаховски турнири, меѓународни било какви активности што имаме, пример Goldballs, тоа е игра за слепи, и активности по литература, по што може све, значи опфаќаме, така да, али сепак прво во предност према можноста и могуćноста што ја имаме ние здруженијето. Поради ипак е упрашен финансискиот дел. Апелираа на право на читање и достапност на публикуваните материјали на Брајова азбука, посебни тактилни патеки или тротоари со означени коцки за движење на слепите лица, поставување звучни семафори низ целата држава, звучни известувања за станиците во градските автобуси, звучни банкомати, пристапност до електронското банкарство, како и подготовка на предлог закон за самостојно движење на слепи лица со куче водич, кое покрај белиот стап би им овозможило полесно движење на овие лица. Во градот Куманово, како град Куманово, искрено и кажано дека е многу слабо околу тој аспект за движење на слепите е многу тешко. Така да, ни тротоарите не се добри, нити паркинзите кои што се за автата се паркираат било каде стигнат, така да нема некои услови за слепите да може да се движат сами. Така да ни тротоари начинаваме, нити некои посебни услови. Барам да има една улица, ниту една улица во градот, например, нема, мора сепак слепиот човек да има некого под рака, да се пати за некого. Националниот сојуз на слепите на Република Македонија е формиран во 1946 година и е единствен легитимен представник на повеќе од 2500 слепи и слабовидни лица од целата територија на државата. Под мотото "Помислете и на нас", општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка се вклучи во одбележувањето на 16 октомври, меѓународниот ден на гладта, преку хуманитарни акции за собирање на парични средства и прехранбени продукти за ранливите лица од општината. Прилог на Христина Николовска. Традиционално Кривопаланичкиот Црвен крст се вклучи во одбележувањето на светскиот ден на гладта 16 октомври во насока на подигање на свеста за проблемите со сиромаштијата, преку акции на терен за собирање на парични средства и прехранбени продукти за ранливите лица од општината. Во текот на неделава во основните и подрачните училишта на територијата на Крива Паланка и Ранковце, како и во средното општинско
училишта беа поставени собирни пунктови за храна и парични средства, а на терен низ локалните институции излегоа и мобилни тимови кои собираат средства кои ќе бидат искористени за обезбедување на оброци за ученици од ранливи категории и дистрибуција на помош до ранливите семејства. Одговорните се доволни од досегашната реализација на активностите под мотото "Помислете и на нас". Општинската организација на Црвен крст се вклучува традиционално во одбележување на оваа манифестација која ни е дел од нашите програмски активности од програмата за работа на општинската организација за тековната година. Така да до овој момент може да кажеме дека успешно се спроведува, бидејќи во самата акција се инволвирани сите подрачни основни училишта, како и централните основни училишта и нашето средно општинско училиште. Во училиштата имаме направено собирни пунктови каде можат учениците да донираат прехранбени артикли, хигиенски средства и парични средства со тоа што купуваат вредносен бон. Истиот е во вредност од 20 денари, со тоа што вкупно соберените парични средства одат пак за нив, за на помош на некои социјално загрозени семејства или семејства што се, да речем, на некој си маргинален ризик, што имат неопходна потреба за исхрана на учениците. Сепак тоа направена е оваа активност со цел да биде взаемна од учениците за нивните соученици. Денеска имавме отворен пункт за хуманитарна акција за децата кои всушност немаат храна, односно за денот на глата, да помогнеме на најмалите кои им треба нашата помош. Најмалите се најдарежливи, тие даваат што можат, парична помош, храна, облека, што имаат. Под мотото "Придружи се, биди хуман", членките на клубот на пензионери "Достоинствен живот" се вклучија во светската кампања и донираа прехранбени артикли. Успешна реализација на хуманитарната акција по повод денот на гладта имаше и минатата година, кога на едно семејство му беше обезбедена парична помош за исхрана и бесплатен леб во текот на 4 месеци. И им беше обезбеден оброк на училишта на повеќе деца од загрозени семејства. Кумановци ќе можат на едно место да пријават дефект на водоводната мрежа, да платат сметка, да склучат договор за приклучок во новоотворениот центар за грижа за корисници во Кумановски водовод. Канцеларијата е отворена со поддршка на Швајцарската агенција за развој. Наместо да талкаат по канцеларија од едно место на друго да бараат информација за дефекти за да платат сметка или да склучат договор за нов приклучок, кумановци, корисници на услугите на јавното претпријатие Водовод, можат на едно место да ги добијат потребните информации за која и да е дејност на Водовод. Центарот е отворен со поддршка на Швајцарската агенција за развој, која учествува со 1.200.000 денари, општина Куманово со 300.000 денари и работна рака ангажирана од Водовод. Користа на граѓаните од Куманово ќе биде што тие ќе можат да дојдат во еден центар, така наречен или со примена на едношалтерски систем, да се справат со сите можни проблеми поврзани со водоснабдувањето и отпадните води. Директорот на Водовод Горан Стојковски објаснува дека канцеларијата е целосно опремена и е наменета да ги задоволи потребите на граѓаните. Додава дека граѓаните сакаат да бидат навреме и ефикасно услужени и дека очекуваат брзо делување. Идејата на овој едношалтерски систем е граѓанинот да дојде овдека и во исто време и на едно место буквално да ги заврши сите потреби во врска со ЈП Водовод. Значи овдека може да се плати сметка, да се пријави дефект, да се потпише договор, доколку е нов корисник, да се потпише договор за плаќање на рати, буквално сите потреби на граѓаните да завршуваат овдека. Дамјановски смета дека на овој начин ќе се реши проблемот со дефектите, но и со дивите приклучоци. Тој смета дека предпријатието на овој начин полека го трасира патот за имплементација на проектот, кој ќе се спроведе со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање за нова канализациона мрежа. Инфраструктурна мрежа во должина од 26,7 километри, кој ќе отпочне по наши оптимистички шувања негде од ноември и ќе трае година и половина до 2 години максимум. Со тоа ќе добиеме нова канализациона инфраструктура. Центарот за грижа за корисници се надеваат надлежните од Водовод ќе прерасне и во кол центар.
10-та фестивалска комедија која се одигра на фестивалот Денови на комедија беше Слуга на двајца господари во изведба на националната установа Турски театар од Скопје. Слуга на двајца господари беше 10-та фестивалска комедија одиграна на фестивалот Денови на комедија од страна на националната установа Турски театар Скопје. Представата е од Карло Голдони во режија на Јужел Ертенс, сценографија на Валентин Светозаров, костимографија на Благој Мицевски, драматургија на Јужел Ертен и Маја Стефановиќ. Во представата настапуваат Тамер Ибрахим, Несрин Таер, Емине Кадриу, Неа Тали, Сефедин Уредини, Аида Елези, Селпин Керим, Осман Али и Ерман Шабан. Да, имаш ли писма за мен? Да, имаш. Дай го писма. Види, едно од писмото не е ваше, на мој пријател. Не светна, вика, кај идеш, викам, на пошта. Ако идеш на пошта, вика, дај, вика, види, ако има писмо за мене. Слуга на двајца господари е напишана 1753 година. Таа комедија за љубов и леп, но во овој наш гнил свет на ѓубриште и отпадоци, како што велат актерите, тешко е да се дојде до љубовта и до лебот. Турчинот Шабан истовремено им служи на двајца господари, едниот македонец, а другиот албанец, за да заработи некој денор повеќе. Ова е комедија за напорот на историјата на влюбени невини млади карактери. Македонецот, турчинката, албанката и торбешот да бидат со своите сакани. Тогаш најприродна е концепцијата да се движи во рамките на овие три јазика и фантастична лингвистичка мешавина која обстојува во Македонија. Во градската библиотека Тања Ѓоргиевски во Куманово вчера вечер беше промовирана поетската збирка за жените кои немаат куќа и три обични дена од Сеида Бегановиќ. Делото е добитник на наградата Книжевен мост на Друштвото на писатели на Македонија за 2014 година во категоријата на автори кои пишуваат на малцински јазици. Во градската библиотека Тане Ѓоргиевски пред кумановчани беше промовирана збирката поезија за жените кои немаат куќа и три обични дена од Сеида Бегановиќ. За делото авторката е добитник на наградата Книжевен мост од Друштвото на писателите на Македонија за 2014 во категоријата на автори кои пишуваат на малцински јазици. Инспирирана од екзистенционалноста на жената како битие, Бегановиќ пренесува дел од своите емоции и лични доживувања во околу 40 на песни во книгата. Тие песни се настанати прije 5-6 години и критичарите се на некој начин, ова книга е многу им е тако интересна затоа што има доловено таа приказна за бездомност, за апатридност на цела цивилизација, за за моменти кои се сега и тука, значи во овој момент релевантни за разбирањето на онтологија на жена како суштество. Промоторот на делото, поетот Владимир Мартиновски, вели дека книгата е уште една потврда на плодното творештво на авторката. Е многу битно да се напомене дека е наградена, овенчана книга со една награда чија што символика е исто многу битна, нели, мостови. Како што знаете, нели, искуството на Сеида како автор е едно искуство на премин меѓу две култури, меѓу две различни, не само нели, географско, просторно одредници, туку исто така едно искуство кое има една универзална димензија. Сеида Бегановиќ е родена во Зеница, Босна, а по завршувањето на студиите по философија и социологија во Сараево, живее и работи во Скопје како слободен уметник. Објавува поезија и проза, работела и како новинар, драматург и преведувач. Нејзината поезија и проза е преведувана на англиски, полски, руски, украински, македонски, албански и турски јазик. Чест е да се слава 20 години дипломатски односи со 19 земји кои подразбираат 1,5 милиарда луѓе, каде што се разбира најмногу придонесуваат САД и Индија, истакна шефот на дипломатијата Никола Поповски на церемонијата која се одржа денеска во Куршумлија.
Задоволство на сите граѓани на Република Македонија е што ве имаме вас како партнери во градење на подобра и попросперитетна држава, која цели да биде членка на Европската унија и НАТО. Веруваме дека организациите во кои членуваме и кон кои се стремиме ги шират токму овие вредности кои не спојуваат мир, демократија и безбедност, и затоа сакаме да дадеме свој придонес кон оваа заедница на вредности, рече министерот Поповски на свеченоста на која присуствуваа представници од државниот врв, дипломатскиот кор и бизнис заедницата во државата. Доајенот на дипломатскиот кор, амбасадорот на Романија Јустинијан Фошка, истакна дека ова беше богат дипломатски пат со многу цели и активности. Покрај економската и безбедносната соработка ги поддржуваме и стратегиските цели Европската унија и НАТО, а нивната реализација, додаде, ќе осигура безбедноста на целиот регион и на Европа. На регионот му треба стабилност, просперитет, политичка и економска соработка, добрососедски односи, зголемена регионална соработка. Секој политички актер треба да знае дека европските принципи и стандарди како доброто владење на правото, функционалната демократија и политичкиот диалог се принципи и вредности врз кои се темели Европа. Ова е нова политичка реалност во регионот која подразбира превземање одговорни политички чекори, порача Фошка. Република Македонија 2 децени дипломатски односи забележува со Саудиска Арабија, Романија, Молдавија, Индија, Естонија, Антигва и Барбуда, Иран, Либија, Украина, Сингапур, Казахстан, Монголија, Азербејџан, Литванија, САД, Грција, Австралија, Израел и Оман. Македонија како домаќин, но и земјите на јубилеот се представија со гурмански специјалитети со кои ги доловија вкусовите и мирисите карактеристични за нивните земји. Германската влада има волја да го поддржи предлогот Турција да биде ставена на листата на безбедни земји чии граѓани имаат малку шанси да добиваат азил во Европа. Свето денеска. Германската влада има волја да го поддржи предлогот Турција да биде ставена на листата на безбедни земји, чии граѓани имаат малку шанси да добиваат азил во Европа. Ова за новинската агенција Reuters го изјави наименуван висок представник во Берлин. Европските лидери во Брисел се состануваат за да дискутираат за справувањето со брана од бегалци кои се обидуваат да влезат во Европа. На дневниот ред е и соработката со Турција и со другите земји кои граничат со Сирија, со цел да се задржат милионите бегалци во регионот. Германскиот канцелар Ангела Меркел планира в сабота да ја посети Турција на разговори со председателот Реджеп Тајип Ердоган и со премиерот Ахмед Давутоглу. Владата на Меркел сака да ја прошири листата на безбедни земји со Косово, Албанија, Црна Гора. Во оваа категорија веќе се Македонија, Србија и Босна и Херцеговина. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека Москва помагала во борбата против милитантите на Исламската држава во Ирак, со согласност од владата во Багдад. Тој за време на престојот во Финска прецизира дека новиот разузнавачки центар во Багдад, кој моментално го сочинувале руски, ирачки, ирански и сириски представници, останува отворен за сите заинтересирани страни. Претходно еден ирачки пратеник изјави дека Ирак почнал да бомбардира позиции на Исламската држава со помош на овој разузнавачки центар. Пред заминувањето за Финска, Лавров изјави дека освен Сирија, ниту една друга земја не побара директна руска воена помош. Палестинскиот претседател Махмуд Абас побара итна меѓународна интервенција за да се спречи нова војна на Блискиот исток, пренесе ДПА. Тој зборуваше по новиот бран насилство меѓу израелците и палестинците, од чиј почеток пред 2 недели убиени се најмалку 38 лица, 31 палестинеци и 7 израелци. Во говорот емитуван на официјалната палестинска телевизија, Абас предупреди дека израелската агресија врз палестинскиот народ, неговата земја и светите места може да испровоцира светска војна. Тој изјави дека поддржува мирен народен отпор против израелската окупација и дека сака да продолжи нашата национална борба, пренесоа француските медиуми. Абас го потенцира правото на палестинците да се бранат. Тој ниту еднаш не ги спомена мировните преговори и уште еднаш јасно порача дека не сака да е заложник на спогодбите од Осло, кои Израел не ги почитува. Традиционално по четврти пат ќе биде организиран меморијален турнир во мал фудбал во чест на рано згаснатиот живот на Мартин Симоновски. Надпреварите ќе се одржат овој викенд.
Социјалдемократската младина од Куманово традиционално по четврти пат организира меморијален турнир во мал фудбал во чест на прерано згаснатиот живот на Мартин Симоновски Матрикс. Надпреварите ќе се одржуваат на 17 и 18 октомври во салата на Средното општинско училиште Перо Наков. На овој турнир ќе предвидено е да заземат учество од 16 екипи. Сите заинтересирани екипи своето учество треба да го пријават најкасно до 16.10.2015 петок во партиските простории или на телефонскиот број 077 585 800. И повикуваме сите граѓани со спортски дух да заземат учество и заедно да му дадеме почит на нашиот другар, пријател Мартин Симоновски Матрикс. На надпреварите ќе учествуваат екипи од Куманово, Крива Паланка, Кратово и Штип. Најдобрите 3 екипи и најдобриот играч ќе се здобие со пехар, медали и благодарници. Вести од меѓународен спорт. Светската фудбалска федерација го суспендира првиот човек на јужноафриканскиот фудбал Кику. Параолимпискиот шампион Оскар Писториус ќе биде пуштен на привремена слобода. Поранешниот челник на Фудбалскиот сојуз на Јужна Африка Линдиле Кику доби забрана за извршување на сите спортски активности во наредните 6 години, соопшти Меѓународната фудбалска асоциација. Етичкиот комитет на ФИФА го суспендира Кику поради кршење на општите правила, верноста и судир на интересите. Истрагата против него беше покрената во ноември 2014 година поради неколкуте пријателски напревари кои беа одржани во Јужна Африка во 2010 година. Етичкиот комитет на ФИФА порано ги суспендираше претседателот на ФИФА и Европската фудбалска унија Сеп Блатер и Мишел Платини на по 3 месеци. Според пишувањето на странските медиуми, Оскар Писториус би требало од 20 октомври да биде пуштен на условна слобода. Параолимпиецот требаше да биде пуштен во август оваа година, но министерот за правда на Јужна Африка го блокираше неговото ослободување, барајќи за тоа да се изјасни надлежниот одбор. Писториус во септември минатата година беше прогласен за виновен за убиството на Риве Стенкеп во својата куќа во февруари 2013 година, за што беше осуден на 5 години затвор. По информациите од спортот да ја проследиме временската прогноза. Тоа беше се во последното издание на Дневникот. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатна вечер.